Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да дозволи Никола Груевски и ВМРО-ДПМН со институционално насилство да ја преземат контролата врз општина Центар. По неуспехот со изборна тортура, сега се во нов поход. Преку монтиран политички процес да ја поништат јасно изразената волја на граѓаните. Единствениот греф на Мирослав Шиповик, председателот на општинската организација на СДСМ и председател на Советот на општина Центар, е што не попушти под заканите и притисоците на власт. ВМРО-ДПМН не може да поднесе криминално гнездо, создадено во Центар, да биде откриено. Ги излудува храброст, единството и решеност на советничката група, предводена од СДСМ и градоначалникот на општина Центар, да ги откријат и објават документите за најголемиот грабеж на народни пари во историјата на Република Македонија. Затоа Мирослав Шиповик, според Груевски, мора да биде затворен. Тоа е столбот на пркосот и издржливост. Монструозниот план на Груевски за одмазда не завршува со Шиповик. Мора да страда и неговото семејство и блиските соработници. Сите што се одважиле да не подклекнат и да не му се покорат. Да бидат одбележани и прогласени за криминалци без судска пресуда за сторено кривично дело. Партиските штабови на ВМРО-ДПМН, инсталирани во Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, ја исполнија својата задача. Го искористија случајот машинопромет за да го обвинат и притворат Шиповик и неговите соработници за дело кое наводно се случило пред повеќе години. Фирмата Машинопромет е предмет на судски спорови повеќе од 10 години. Мирослав Шиповик и да сакал, не можел да учествува во евентуални финансиски малверзации. Клучните дејствија се случиле многу напред пред неговото доаѓање во фирмата. Машинопромет не е причина за истрагата и изрекување на мерката притвор за Шиповик. Причина е намерата на власта да ја блокира работата на општината. Да ја невозможи општина Центар во истрагата за криминалот поврзан со Скопје 2014, да ги поништи незаконски донесените урбанистички планови, да ја спречи реализацијата на сомнителните градби во Центар. Изречената мерка притвор за Шиповик не е заради превенција од повторување на делото. Мерката притвор е казна за Шиповик и неговото семејство. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија апелира судот да ја укине мерката притвор за Мирослав Шиповик и неговите соработници и да им дозволи да се бранат од слобода. Само така власта ќе покаже дека целта е истрага за финансиски криминал, а не блокада на работењето на општина Центар. Нашето барање е подкрепено со непобитни факти. Во случајот Шиповик судот нема аргументи за изрекување мерка притвор. Мирослав Шиповик нема намера да избега од земјава. Напротив, тој го прекина својот престој во САД и порано од предвиденото се враќа во Македонија, подготвен да ја докаже својата невиност. Шиповик не може да го повтори делото, што и да се случувало таму, завршило пред повеќе години. Ниту пак може да влијае на сведоците, од истите причини. СДСМ секако не бара амнестија за Шиповик. Работата на судот е да ја продолжи истрагата. Судот има на располагање механизми да обезбеди гаранција за присуство на осумничениот, залог на имот, одземање на патна исправа, наложување на обвинетиот најмалку еднаш неделно да се појавува во судот и ред други мерки. Од овие причини бараме мерката притвор да биде укината и Шиповик да се брани од слобода. Воедно истрагата да продолжи, исто како и непреченото функционирање на општина Центар. Власта да престане со притисок, судот однапред да му пресуди на Шиповик, а со тоа и на волјата на граѓаните на општина Центар. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со сите демократски механизми ќе се спротистави на агресијата од власта. Доколку мерката притвор за Шиповик не биде укината, ќе следува наша првична
реакција. СДСМ веќе го стави во мирување учеството во работата на Собраниската комисија за имплементирање на заклучоците од комисијата за 24 декември. Градоначалниците на СДСМ ќе го стават во мирување своето членство и активности во ЗЕЛС. Советниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во сите совети на општини во Македонија, во знак на солидарност со колегите од Центар, нема да присуствуваат на првата наредна седница на Советот на нивната матична општина. Очекуваме дека кај Никола Груевски и ВМРО ДПМН ќе проработи разумот. Во спротивно, тие ќе ја сносат целата одговорност за развојот на настаните и состојбите во државата, како и за нарушувањето на меѓународниот углед на Република Македонија. Благодарам.